Од денес Благој Бочварски официјално е градоначалник на Штип. Тој денес го прими уверението и за прв пат влезе во градоначалничкиот кабинет, но неговиот претходник Илчо Захариев не се појави на примопредавањето на функцијата. Во цела Република Македонија се случува примопредавање на еден културен начин, демократски начин, но еве овде не е случај тоа. Како и да е, ќе беше добро да биде овде претходниот градоначалник, да ги размениме мислењата, да бидам запознаен од прва рака со се она што се случува до овој момент во општината, со состојбите на сметката, со сите состојби во јавните претпријатија, со можеби сите проекти, со сите состојби со администрацијата, и ќе ми беше важно тие влезни информации да ги добијам од прва рака. Неколку денови претходно, Захариев писмено соопшти дека остава буџет со 4,3 милиони денари во него, 69 милиони побарувања и 6,6 милиони денари тековни обврски. Сепак Бочварски уште за денес најави итен состанок со сите раководители и директори на јавните претпријатија за изворно и од нив да ја слушне фактичката состојба. Приоритет е најголемото јавно претпријатие ИСАР, каде треба да се исплатат плати. Во градот се зборува дека јавното претпријатие ИСАР не може да земе плата, нема доволно пари на сметката, а веќе поминуваат роковите за да се земе платата за минатиот месец. И така морам заедно со нив да почнем да веднаш да работиме, да соработуваме за да пред се граѓаните, вработените видат благодети да си ја добијат заслужената плата и проектите да ги отпочнеме и тие што се почнати да ги продолжиме. Инаку на својот прв работен ден како градоначалник на Штип, Благој Бочварски најави посветеност и одговорност во наредниот 4-годишен период. Верувам во успешна соработка со целата администрација во општината, со сите јавни претпријатија, верувам во успешна соработка со медиумите, со сите граѓани на нашиот град и затоа сум убеден дека нашиот град конечно ќе тргне напред. Имаме големи убави проекти за нашиот град и сите заедно со дополнителни нови идеи ќе ја зголемуваме, продлабочуваме нашата соработка и програма за да на крај бидеме горди после 4 години за сето она што ќе го направиме за нашиот град. Инаку на функцијата Благој Бочварски дојде со доверба од 15.078 гласови освоени во вториот круг на гласање.